Благодарам на поканата и ви честитам на организацијата, професорке, почитувани присутни, председателе, колеги, пратеници, амбасадорке на Германија. Многу ми е драго што има млади луѓе во салата. Мислам дека е многу битна оваа дебата за нив. Дозволете да почнам од насловот на денешната дебата, тоа е како геополитиката сега влијае на процесите на проширување и на други процеси во рамките на Европската Унија. Сметам дека оваа геополитичка ситуација не е нова, не е созреана во последните неколку години, ниту е поврзана со доаѓањето на председателот Трамп во Америка. Трамп начека малце поинаква геополитичка ситуација. Таа е почната да се менува уште во 2003 година после американската инвазија на Ирак со оборувањето на режимот на Садам Хусейн. Понатаму во 2005 година неусвојувањето на Европскиот устав, неуспешниот референдум во Холандија и во Франција, сериозната финансиска криза во 2008 година, која на свој начин ја користи Кина, изградбата на Северниот ток, гасоводот кој што ги буди империалистичките аспирации повторно на Русија, борбата за ретките минерали, посебно после имплементацијата на фрекингот, како метод за екстракција, осамостојувањето на Америка во тој дел борбата, во делот на микрочиповите помеѓу Америка и Кина и се разбира борбата во енергетскиот сектор помеѓу Америка и Русија. И токму во таа ситуација Европската Унија излегува со 4 јасни приоритети. И мислам дека тие приоритети ќе демантираат нечии скептицизми. Тие 4 приоритети кои што насекаде јавно и гласно и јасно се кажуваат и јасно ги кажува и председателот на Советот Антонио Кошта, освен на реконструкцијата, реорганизацијата на Европската банка. Тука е ставот за вештачката интелигенција, кој што кај Европската Унија е многу различен од големите технолошки компании во Америка, кои што се блиски до председателот Трамп. Понатаму тука е помошта за Украина од 90 милиарди евра, која што сега после смената на авторитарниот режим на Орбан во Унгарија постепено се ослободува и јасно е дека тие пари ќе бидат насочени и ќе се стави јасен сигнал каква е политиката и покрај се останато во однос на војната во Украина, каде што секојдневно гинат недолжни луѓе и цивили. И четврта точка, проширувањето. Јасниот скептицизам кој беше укажуван од земји членки како Франција и Данска, сега е целосно променет. Данската амбасадорка нас ни кажува во собранието кога го образлагаше приоритетите на председателството, дека ние бевме против, сега сме за проширување. Сакаме да го искористиме овој момент. Зашто? Поради тоа што е веќе јасно дека проширувањето е геостратешка цел и бенефити на Европската Унија. Друг аргумент кој што целосно ги демантира скептицизмите и мислам дека се страшно лоши и опасни да се шират. Жалам што слушам за алтернативи некакви денеска. Тоа е недозволиво во нашава земја. Тоа не треба да го помислиме. Тоа што е формирана комисија која што ќе го пишува договорот за членство на Црна Гора. Од што се плашиме? Каква членка ќе бидеме? Се плашат ли црногорците? Не, се ги завршија врските и одат напред. Не може да не го споменеме унгарското и српско влијание на нашата власт. Не може да не ги споменеме бизнис врските кои што водат до највисокиот периметар на власт. Затоа што тоа е многу опасна работа која што сега се случува. И можеби дел од причините за тоа што не го продолжуваме европскиот пат. Луѓето немаат верба повеќе. Може ли да се врати вербата во правосудството? Не може без европското правосудство. Не веруваат луѓето повеќе. Ќе вратат ли вербата младите да останат во земјата? 80% од моите студенти учат германски јазик, сака да си одат. Катастрофални се резултатите на PISA тестирањата. Не може нашите ученици да се компарираат со учениците од околните земји. Фактички и
практично и функционално сме неписмени. Имаме неписмени деца у компарација со околните земји. И зашто не збориме? Затоа што е конкретно како понуда на маса. Па ние не сме земја во Африка која што сакаме да влеземе во Европска унија, па не викаат чекајте, тоа е невозможно. Ние имаме конкретен предлог од сите земји членки на Европската унија, се вика преговарачка рамка. Ја изгласале сите земји членки на Европската унија. Првиот чекор што треба да се направат уставни измени. И да се случи следната меѓувладина конференција. Тоа е на масата. Ние можеме до утре да дебатираме за вредностите на Европска унија, за тоа како ќе ги вратиме вредностите општествени. Нема да ги вратиме без ова. Ќе биде уште полошо. И уште повеќе ќе се иселуваат младите и нема да гледаат шанса тука. Не поради стандардот, кој што во нашите истражувања младите го ставаат на второ место како причина за иселување. Туку поради тоа што немаме систем. И никој не верува веќе дека може да го воспоставиме. Поради бруталната партизација, која што продолжува на секој ниво. Поради немањето никакви суштински реформи во образованието, кои што нема да се случат без Европската унија. Зошто е тој скептицизам? Зошто е стравот? Напишавме предлог резолуција да се обединиме околу националните интереси. После гласањето на уставни измени нема преговори за било која идентитетска одредница. Ниту една партија не одговори. Ниту една партија не одговори. Од што се плашиме ако сите седиме заедно на масата за тие работи? Се знае кој е првиот чекор. Треба да бидеме брутално искрени, ако не пред младиве луѓе кои што седат тука. Која е таа алтернатива која бараме? Ветуваше власта дека нешто ќе провери, еве видоа дека не можат. И кога ветува, јас сум сигурен дека знаат дека не ја кажуваат вистината. Заплашуваа Преспанскиот договор бил некако штетен. Еве излезе дека и председателката потврди дека тој го потврдува јазикот и идентитетот. Што каже жената, се призна. Од што се плашиме? Македонски јазик признат во Европа. Сме потпишале договор на македонски јазик. Идентитетот потврден. Правиме јасна дистинкција со бугарското малцинство. Од што се плашиме? Спомна некој зашто сме ние Западен Балкан. Ни реферираат како Западен Балкан, а не Југоисточна Европа. Ексклузивно поради како што констатира Европскиот парламент, српскиот свет и српското влијание. Нема друга заедничка точка нас, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина од 90-тите години па наам. Еве кога ги гледам младите луѓе, се сеќавам на моите млади години, на надежите и разочарувањата од 91-а, заминувањето на војската, па мирното напуштање на Југославија, па ембаргото и тешките години со Грција, па ужасно тешката која што остави страшна трага во општеството приватизација, па атентатот на Глигоров, па војната у 2001, па потпишувањето на договорот за асоциација, па разочарувањето за НАТО во Букурешт, па тешките години со Груевски, па ентузијазмот со Преспанскиот договор, разочарувањето од француското вето, сега имаме конкретен документ на маса. Уште ли ќе губиме време? Зошто да се остави на следните генерации? Те умеѓувреме само ќе заминат у земјата и ништо друго нема да се случи. Да резимирам, да не должам. Многу се надевам дека и би сакал да слушнам и на дискусија, јасен е патот напред. Јасен, ако сме реални, ако сме рационални, ако навистина сакаме да се интегрираме во Европа и да сузбиеме корупцијата која што е присутна на секој ниво. На секој ниво. А сами не можеме. Патот е јасен и благодарам.